Откако Шилегов ја продаде градската куќа на Евана за 12,7 милиони евра, каде требаше да биде стационирана администрацијата на град Скопје, сега бара локација каде да ги смести вработените. Се шпекулира дека градоначалникот ќе ја купувал зградата на Технометал. Од службата за односи со јавност на градоначалникот вела дека немаат коментар за оваа информација, односно не сакаа ниту да потврдат, ниту да демантираат. Оправдувањето на Шилегов зошто ја продал градската куќа која беше изградена во времето на екс-градоначалникот Рајановски, токму за потребите на град Скопје, е дека зградата немала капацитет за целата градска администрација, како и тоа дека е надвор од центарот на градот. Позадина се наоѓа градската куќа во која требаше да бидат стационирани вработените на град Скопје, но за градоначалникот Шилегов таа не била доволно голема и била далеку од центарот на Скопје. Медиумите пишуваат дека Шилегов ќе ја купил зградата на Технометал од Комерцијална банка, каде зградата е под хипотека. Според неофицијални информации, Технометал за оваа зграда има хипотека кај Комерцијална банка од 5 милиони евра. Кога се крена прашина за продажбата на градската куќа, во јавноста се поставуваше прашањето дали однапред се знае кој ќе го добие објектот, додека пак поранешниот градоначалник на Скопје, Коца Трајановски, го обвинува Шилегов дека администрацијата на град Скопје е зголемена за 30%. Чаршијата веќе знае дека тоа ќе биде зградата на Евана до порта Македонија или зградата на Технометал, Вардар. Едната нема паркинг места, а другата има само 90 паркинг места. Ја користам приликата да го прашам господинот Петре Шилегов дали е тоа точно. Доколку е точно, зошто се менува нова за стара зграда и уште колку милиони евра ќе ги чини скопјани реконструкцијата на новокупената зграда, за да ги вдоми досега 150 нови партиски вработувања. Дали речиси 13 милиони евра ќе бидат доволни Шилегов да ја пресели администрацијата во Технометал, или сепак таа ќе остане во бараките во градскиот парк, тоа засега е неизвестно. Доколку градоначалникот се реши на втората опција, ќе мора да каже зашто ќе ги потроши парите од продажбата на градската куќа.